апостол Павле до Тимотеј, апостолот кој сакаше да замине во Витинија и во Азија да го шири светото Евангелие и во Африка, но Светиот Дух и Господ не го пушти и го испрати во Македонија по сонот на македонецот. Ноќеска сонував еден сон во Дела 16:9. Пред мене стоеше еден човек македонец кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние веднаш тргнавме за Македонија, бидејќи Господ не повикал, бидејќи Господ не повикал таму во Македонија да го шириме светото Евангелие. Тоа е заповедта во Македонија, да се шири светото Евангелие. Ако тоа не се шири, ако ја читате Библијата и луѓето што се верници ја познаваат Библијата, живото слово, бидејќи тоа е живо слово и ви отвара еден друг дух, дар на мудрост, дар на знаење, дар на толкување, тогаш ќе ви биде јасно што се случува во Македонија и што се случува во светот, бидејќи живење без Бог, во Библијата пишува на повеќе места, е живот во смрт и проклетство, живење со Бог е живот во Божји благослов. Господ вели: ве избрав да бидете глава, а не опашка, да имате во изобилие. Во спротивно, вие живеете во еден друг вредносен систем, а овој свет го владае паднатиот ангел и неговите демони, сатанат, и вие сте дел од нив, бидејќи Библијата разликува две категории на луѓе: синови човечки и синови Божи. Синови човечки кои не го слушаат Светото Писмо, вашиот татко е ѓаволот, пишува на неколку места во Светото Писмо, кога ги разликува. На едно место вели: од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното на земјата. Тоа подразбира дека синовите човечки, оние што не го примили Исус Христос за Бог и Спасител, не се разликуваат многу од животните. Значи, второто писмо на Тимотеј, да апостол Павле до Тимотеј, кој го пишува од затвор, навистина одредува посланијата се, писмата се пишува, односно посланијата, како што се вика послание на апостол Павле до Тимотеј, се напишани за христијаните да знаат како да се однесуваат и за образец да го имаат Исуса Христа. Еве што му вели тој: не учествувај во глупави и безсмислени расправи, тие само доведуваат до кавги. Човек што му служи на Бог, не треба да се кара, туку да биде љубезен спрема сите. Човек што му служи на Бог не треба да се кара, туку да биде љубезен спрема сите, да ги поучува, да биде трпелив, кротко да ги поучува оние што и се спротивставуваат на вистината. Кротко да ги подучува оние што и се противставуваат на вистината. Може би Бог ќе им помогне да се покаат и да ја сватат вистината. Еве гледате, сега се новогодишните празници, така наречени. Луѓето пукаат, слават, а не знаат што слават. Слават доаѓање на нова година. Времето е абсурдно, бидејќи единствено нешто што вреди да се слави е победата на Господ Исус Христос на смртта, Христовото родение, воскреснувањето на Исус. Тоа е единственото што треба да се слави, тоа има вредност во животот. Бидејќи првиот човек кој имаше свесност за времето е Адам, да знае што е минато, што е сегашност, што е иднина. Трите категории на свеста: свест, време, простор и свест, трите димензии кои човекот може да ги распредели предходно, пред да дојдете и да бидете човек. Другите форми не го разликуваат тоа. Човекот има слободна волја да го избере Исус. Значи, кротко да ги поучува оние што и се противставуваат на вистината. Затоа што ќе најдете многу противници кои ќе хулат на вас, ќе ви се подсмеваат, дури од вашето семејство, обкружување, ќе ве обвинуваат лажно, ќе сведочат против вас. Значи, може би Бог ќе им помогне ако ги подучувате кротко да се покаат и да ја сватат вистината. Тогаш ќе си дојдат на себе си и ќе се извлечат од стапицата во која ги има фатено ѓаволот и ги има натерано да ги извршуваат неговите наредби. Имаме три категории на
завладеани луѓе од ѓаволот комплетно, од демоните се оние што се во психиатрските болници, тие веќе им е пореметена свеста, ги гледаат демоните, им се јавуваат и не можат да си го објаснат тоа, се затворат и комплетно се затворени. На ѓаволот му се потребни души за да обновува својата сила. Колку повеќе луѓе преминуваат во Христос, тој ја губи својата сила и прашање на момент кога ќе треба да клекне и тој да се покае и да побара прошка од Бог, зашто Бог е многу милостив и долго трпелив. Еве што вели понатаму апостол Павле по писмото до Тимотеј кој го пишувал од затворот. Треба да знаеш дека во последните денови ќе настапат многу тешки времиња. Луѓето ќе станат себични, алчни за пари, самолюбиви и горделиви. Ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, а тоа го гледаме денеска. Ќе бидат неблагодарни и без светост. Ќе немаат љубов. Ќе немаат љубов, ни желба да си простуваат. Ќе се клеветат еден со друг. Ќе немаат самоконтрола. Ќе бидат свирепи и ќе му се противат на се што е добро. Ќе бидат свирепи и ќе му се противат на се што е добро, а добро ќе бидете вие, бидејќи ако одите во мир, ако се опашате со појасот на вистината, го земете сето оружје Божјо, со нозете ги обличете обувките на Евангелието на мирот, со штитот на верата, со оклопот на правдата, со шлемот на спасението, со мечот во остриот меч на духот и одите во мир, тогаш вие ќе бидете нивниот проблем. Наместо да го сакаат Бог, на прво место ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Тоа денеска се случи во Македонија и во светот. Наместо да го сакаат Бог, еве го слават нова година, која е беззначајно. Мерење на времето кое е бесконечно и нема време во Божиот свет. Наместо да го слават Бог, наместо да го сакаат Бог, да го слават, на прво место ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Навидум ќе изгледаат побожни, но тие ќе одбиваат силата што може да ги направи побожни. Навидум побожни, а од силата на Бога се одрекле. Држете се понастрана од таквите луѓе. Држете се понастрана од таквите луѓе. Има меѓу нив и такви што влегуваат по домовите, ги придобиваат оние жени што се робови на гревот и што се раководат од необуздани страсти. Таквите жени постојано се подготвени да слушнат нешто ново, а никако да ја сватат вистината. А вистината е Исус Христос. Јас сум патот, вистината и животот, така вели Исус. Тие луѓе се протиставуваат на вистината, онака како што Јанис и Јамврис му се протиставија на Мојсеј. Јанис и Јамврис пред фараонот фрлија змии, Мојсеј фрли змија и од стапот негов што му го даде Господ, Отецот небесен, и ги изеде змиите на Јанис и Јамврис. Тие се луѓе со изопачен ум. Нивната вера е лажна, нема далеку да стигнат. Набаргу нивното безумие, ова сето безумие, што ни се случува, ќе им стане јасно на сите, исто како што се случи со Јанис и Јамврис. Тимотеј, знаеш што сакам да постигнам и во што верувам. Виде колку сум трпелив и колку ги сакам луѓето. Виде колку можам да истраам. Виде какви прогонства и страдања истрпев по градовите, низ какви се прогони поминав и од сите нив Господ ме избави. Сите што сакаат да живеат побожно и да бидат на страната на Исус Христос, ќе бидат прогонувани, а злите луѓе, измамниците, ќе стануваат се полоши и полоши, ќе заведуваат и ќе бидат заведувани. Тимотеј, синко мој, секој од вас е Тимотеј, вам ви се обраќа Исус. Отецот небесен го напишал тоа. За вас, браќа. Тимотеј, остани му верен на она што го научи и со понепоколеблива вера го прифати, зашто знаеш кој те учеше. Еден е учителот, еден е создателот, еден е тој што знае се.
Таткото Небесен. Уште од мал ги познаваш светите писма, а тие можат да ти дадат мудрост за да го согледаш патот кон спасението преку вера во Исуса Христа. Видете, од мал треба да се фати човекот да ги знае светите писма, потоа ќе завлезе во овој сатански свет, ќе го врзе сатаната и тешко се враќа. Целото свето писмо е од Бога вдахновено, потребно е на човекот за храна. Се што пишува во него може да ни користи да се поучиме, да ни помогне да се поправиме и да покаже како праведно да живееме. Значи, ти ако не го читаш светото писмо, не знаеш како праведно да живееш, не знаеш кој да ти покаже, како да се поучиш. Гледаш во светот, нема правда, нема љубов. Постои само сила, грабеж, похот, злоделие. Светото писмо совршено го подготвува секој Божи човек да умее да прави добри дела од секаков вид. Кога Исус Христос ќе дојде да го воспостави своето царство, тој ќе им суди на сите, на живите и на мртвите. На крајот ќе треба да одиш пред суд, да се појавиш пред Бога, брате, чедо мое, сестро. Затоа, имајќи ги Бог и Исус Христос за сведоци, со заклетва те задолжувам да ја проповедаш Божијата порака. Прави го тоа ревносто без оглед на тоа дали моментот е погоден или не. Исправај ги луѓето и укорувај ги за нивните греови. Трпеливо поучувај ги и охрабрувај ги. Ке дојде време кога луѓето нема да го слушаат правилното учење. Напротив, за да си најдат оправдување за своите грешни страсти, ќе си повикаат многобројни учители што ќе им го кажуваат она што сакаат да го слушнат. Ќе престанат да ја слушаат вистината и ќе се свртат кон безсмислени митови, како например во Македонија. Од сето она што и се случуваше негирање, притисоци од сите 4 страни, почна да се буди, да разбира дека има нешто што Бог го дал во овој народ, престана да се самопроколнува и сега од таа фаза на самопроколнување и освестување влегува во фаза на идолопоклонство и почнува да се зборува од македонците најстар народ, најдобри ние најголеми, ние се сме им дале на луѓето. Да, низ нас поминало, значи како што пишува овде, има свечен сад за свечена и сват за секојдневна употреба. Македонија била еден сад за свечена употреба, но да не заборавиме каде сме сега и што ни се случува. Значи ќе престанат да ја слушаат вистината и ќе се свртат кон безсмислени митови. А вистината е, Исус вели, јас сум патот, значи патот по кој треба да водиш за да се спасиш. Вистината е во неговите слова кои се излезени од Отецот Небесен. Јас не зборувам туку оној што ме прати, вели Исус. Значи Таткото Небесен ви дал слово, живо слово. Јас сум патот, вистината и животот. Исус е животот. Избирањето на светот и на сатаната, бидејќи сатаната е господар на овој свет, сега за сега, додека не дојде Исус, избирате смрт. Тимотеј, синко и брате, биди трезвен во секоја ситуација и издржи ги неправдите, како проповедник на радосната вест извршија својата задача до крај. На мојот живот, вели апостолот Павле, му се гледа крајот. Дојде време да заминам кај Господ. Храбро се борев, јас завршив трката и останав верен. Храбро се борев, јас завршив трката и останав верен. Татко Небесен, дај ми сили и јас храбро да се борам, да ја завршам трката и да останам верен во Тебе. Затоа за мене, вели апостолот Павле, веќе обезбеден венецот на праведноста, што Господ ќе ми го даде. Тој суди праведно и во оној ден ќе ми даде венец и мене и на сите кои со нетрпение го чекаат неговото повторно доаѓање. Кога првпат ме изведоа пред суд, никој не дојде да ми биде подкрепа, вели апостолот Павле. Сите ме напуштија. Од мене простено нека име. Простете и ќе ви биде простено. Сепак Господ беше со мене.
Легнувам, станувам и заспивам и станувам, оти Господ ме чува. Има една приказна од една црква, во која претходно бев и ми велат. Пото Господ ме прати да служам на друго место, ми исклучиле од црквата, ми се јавува еден брат. И јас му велам, брате, Господ не ме исклучува. Јас му служам на Христа, значи ја завршив трката, како што вели. Кога прв пат ме изведува на суд, никој не дојде да ми биде подкрепа, сите ме напуштија, но Господ не ме остави. Ми даде сила да ја проповедам неговата порака во целата нејзина полнота, па сите народи што не го познаваат Бог, да можат да ја слушнат. Слава ти, Татко Небесен. Господ ме спаси од сигурна смрт, што ме чекаше ако ме фрлеа кај лавовите. Можам да посведочам дека Господ ме спасувал 10 пати, 15 пати, не сум ги бројал од смрт, на работ на смртта. Ме спасуваше кога ме влечеше демон во Охридското езеро и ме извади за да му служам нему. Господ ќе ме чува од секакво зло и тебе, брате, и безбедно ќе ме доведе и тебе ако поверуваш во него во своето небесно царство. Слава нека му е за вечни времиња. На Отецот Небесен е славата. Не на Богородица, не на свети, не на слави, не на годишнини, не на денови, не на дедомразовци, не на новогодини, не на политичари. Потруди се да дојдеш пред зимата. Еве сме во зимата. Господи Исусе Христе, повторно во мојата македонска земја и да ни помогнеш. Те поздравуваат сите други христијани од малите цркви кои се молат за сите. Господ нека биде духовно со тебе и со тебе, брате и пријателе, и спрема сите вас нека биде благонаклонет. Слава ти, Татко Небесен, што ми подари уште еден ден. И денеска ја прославувам твојата победа над демоните, над проклетствата, над смртта, над сатаната, над се што не е Божјо во мојата земја, бидејќи ти ми даде власт да газам на змии, на скорпии. Пишано е, еден од најубавите стихови, кој верува во мене, вели Исус, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, од јас си одам кај својот Отец, а вие по мене, вели Исус. Македонијо, земјо мила, допрена од Бог, треба да се шири светото Евангелие. Те молам, Татко Небесен, испрати ни војска ангелска, работници на жетвата, крвта на Исуса Христа е светоположувам врз македонската земја и со двоостар меч и мечот на Духот во Твое име, Господи Исусе Христе, ги раскинувам. Сите пранги што сатаната ги фрлил врз овие луѓе. Те молам, Господи, отвори им ги срцата за љубов. И Македонија да биде навистина тоа што е пишано во словата Исус Христова, земја запишана во Божиот катастер. Амин до Божио Царство Небесно. Слава ти, Татко Небесен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Христосе. Слава ти, златен Исусе. Слава ти, Татко Небесен. Мир вам. Слава ти, Господе. Светлина и љубов Исусова за сите. Амин. Амин. Мир вам.